Во културниот центар Кула во Скопје вечерва се отвара групната изложба Зелен клик, на која учествуваат 15 уметници од земјава, обединети во инспирацијата за чиста, зелена и незагадена животна средина. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте не. Од денеска центарот на градот може да се разгледува со електромобили и електровелосипеди. Пуштено во употреба повеќе наменско спортско игралиште во основното училиште Климент Охридски во Драчево. Одделот за интензивна нега на детската клиника доби нова апаратура. Полициски службеници ќе ги информираат граѓаните за превенција од имотни деликти. Јавното предпријатие Градски паркинг набави 5 електромобили со вкупна вредност од 3,5 милиони денари и 10 електровелосипеди со вкупна вредност од 500.000 денари, кои што од денеска им се ставени на располагање на граѓаните. Цената на билетот за електромобилите изнесува 50 денари по лице за една тура за разгледување која во просек ќе трае 20 на минути, а изнаемувањето на електровелосипедите за 1 час ќе чини 100 денари. Од денеска скопјани и туристите во главниот град ќе имаат можност да се возат со новите електромобили и електровелосипеди, при тоа разгледувајќи ги знаменитостите во Скопје. Цената на билетот за турата, која ќе трае околу 20 на минути, ќе чини 50 денари по особа, додека пак изнаемување на електровелосипедите за 1 час ќе ве чини 100 денари. Почетната станица ќе биде на площадот Македонија, а електромобилите ќе возат по улица Македонија до спомен куќата на Мајка Тереза и порта Македонија, преку мостот Око до площадот Филип II и црквата Свети Димитрија и назад до площадот. Трајановски посочи дека рутата може и да се прошири и во старата Скопска чаршија. Натака ќе направиме да оди и до чаршија, за да може низ чаршија да се движи. Се разгледува и таа можност заради густината на луѓето, кои што за бројот на луѓето кои што се движат по Скопската чаршија, колку ќе пречат или нема да пречат. Во секој случај, ова е една добра можност и енергетска ефикасност и од аспект на разгледувањето на градот Скопје, тоа е со туристички аспект, да може да се употребуваат овие електромобили. Овие се искуства кои што ги има и од другите држави, кои што веќе се употребуваат. Електровелосипедите се изнаемуваат со пополнување барање и приложување лична карта на увид, а право на изнаемување електровелосипед имаат само лица постари од 22 години. Изнаемувањето и враќањето на електровелосипедите пак ќе биде исклучиво на площадот Македонија, до продавницата за сувенири. Трајановски упати апел до граѓаните да не ги оштетуваат електровелосипедите. Сакал да апелирам до граѓаните кои што ги изнаемуваат електровелосипедите, да ги чуваат тие велосипеди и да ги враќаат неоштетени, иако за секој електровелосипед кој што ќе се изнаемува, лицето мора да биде повозрастно од 22 години, да остави, значи да даде податоци, лична карта и останатите лични податоци, заради тоа што вредноста не е мала. Електромобилите ќе ги управуваат шофери кои се обучени како туристички водичи. Капацитетот на еден електромобил е 4 лица, вклучувајќи го и шоферот. Овие 5 електромобили со вкупна вредност од 3,5 милиони денари и 10 електровелосипеди со вкупна вредност од 500.000 денари се набавени од страна на јавното предпријатие Градски паркинг. Електромобилите и електровелосипедите ќе може да се користат во период од 10 до 19 часот. Еден аспиратор, 4 перфусори и 4 пулсоски метри доби денеска одделот за интензивна нега при клиниката за детски болести Скопје. Станува збор за донација со која е комплетирана првата фаза од кампањата Шанса за живот, која ќе трае до крајот на годинава, за обезбедување опрема за одделот за интензивна нега при клиниката, чиј иницијатор е компанијата Окта. Директорката на клиниката за детски болести Аспазија Софијанова се заблагодари за донацијата, која, како што рече, од исклучително значење и изрази надеж дека и други компании ќе го следат тој пример. Досега кон иницијативата се приклучија многу познати личности од сите сфери од јавниот живот која дадоа својата поддршка со купување на символот на кампањата Алката Шанса за живот. Алките се достапни на повеќе локации во Скопје и на бензинските пумпи на компанијата по символична цена.
Дел од средствата за продажба на гориво на бензинските пумпи на компанијата ќе бидат донирани за кампањата. Средствата собрани од кампањата ќе бидат искористени за да се набави нова апаратура за оделот на интензивна нега, вклучувајќи нови инкубатори како и за сервисирање на останатите апарати. Повеќе наменско спортско игралиште денеска добија жителите на населбата Драчево во општина Кисела Вода. Игралиштето се наоѓа во основното училиште Свети Климент Охридски, а го реализираше владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт со инвестиција од 8 милиони денари. Прилог на Томислав Атанасовски. Во основното училиште Свети Климент Охридски во скопската населба Драчево денеска беше пуштено во потреба повеќе наменско спортско игралиште. Игралиштето во основното училиште овозможува услови за играње фудбал, ракомет, кошарка и други спортови, а е опремено со рефлектори за негово користење и во вечерните часови. Премиерот Груевски нагласи дека во општина Кисела Вода веќе се изградени спортски сали во основното училиште Невена Георгиева Дуња и Круме Кепески, а се планира и изградба на 2 тениски терени и 4 повеќе наменски спортски игралишта. Денес заедно со вас имам задоволство да учествувам на пуштањето во употреба на овие игралишта токму тука во Драчево. Како што може да се забележи, игралиштето возможува услови за играње на мал фудбал, ракомет, кошарка, а по желба со мало прилагодување и на други спортови. Воедно игралиштето е опремено со рефлектори, што ќе овозможи негово користење и во доцните вечерни часови, што особено е важно за летниот период. Со ваквите услови верувам дека ова игралиште ќе излезе во пресрет на потребите на учениците од основното училиште Климент Охридски, ќе биде едно ново збиралиште на младите и место за рекреација на сите кои го сакаат спортот кои живеат во оваа околина. Игралиштето, како што знаете, го започнавме некаде кон крајот на март и еве за неполни 4 месеци се завршува. Во таа смисла сакам да се заблагодарам на Агенцијата за млади и спорт, која што експресно го работеше ова игралиште. Во општина Кисела Вода се предвидени уште 3 вакви игралишта, од кои едното веќе се гради во подрачното училиште Кузман Јосифовски Питу во Црниче. Градоначалничката на Кисела Вода Билјана Беличенец Алексич изјави дека повеќенаменското игралиште ќе придонесе за правилен развој на најмладите. Новото игралиште ќе биде место кое ќе представува одлична основа за спортување на сите граѓани на Драчево и на општината Кисела Вода. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски нагласи дека со изградбата на повеќенаменските игралишта и останалите капитални проекти за спорт се потврдува заложбата за градење општество базирано на знаење и јакнење на духот и физичкото здравје кај младата популација. За реализација на овој проект, владата на Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт потрошија 8 милиони денари. Во трговскиот центар Капитол Мол во соработка со полициската станица Аеродром беше промовиран проектот Превенција од имотни деликти. Проектот опфаќа активности на кои компетентни лица од МВР во текот на цело лето ќе ги информираат граѓаните за подобрување на безбедносната состојба на територија на општина Аеродром, со што ќе се придонесе за зголемено чувство на сигурност на граѓаните, како и соработка и доверба во полицијата. На влезот во трговскиот центар Капитол Мол ќе биде поставен информативен пункт на кој полициски службеници ќе остваруваат контакти со граѓаните. Ќе се дели пропаганден материјал и ќе се делат совети за спречување кражби во станови, куќи и возила, а со цел подигнување на свеста на граѓаните и преземање соодветни мерки за самозаштита од провални кражби. Преку едукацијата на граѓаните се очекува да се зголемат безбедносните мерки и безбедносната култура. На овој начин би се подобрила и соработката на граѓаните со полицијата, така што би се стеснил просторот и би се отежнале условите за вршење на кривичните дела. Општина Илинден продолжува со продажба на парцели за изградба на семејни куќи за домување. За таа цел објавени се нови 9 парцели во новата населба Јак. Парцелите се со намена за изградба на домување во стамбени куќи со компатибилни класи на намени. По пат на електронско јавно надавање, пријавите за учество на јавното надавање може да се достава до 25 јули, до 16 часот, а надавањето ќе започне во 10:30 часот на 29 јули. Почетната цена на јавното надавање изнесува 148 динари за метар квадратен. На заинтересираните, овој пат им се нудат градежни парцели со големина од 356 до 521 метар квадратен.
Новата расалба се наоѓа на само 10 километри од центарот на главниот град. Се простира на површина од 28 хектари и опфаќа 500 парцели за изградба на семени куќи, трговски центар, хотелско-сместувачки капацитети, забавен парк, спортски терени и простор за собери. Со продажба на парцелите наменети за семено домување во стамбени куќи, општината има намера да им излезе во пресрет на оние што го немаат решено стамбеното прашање, да можат да дојдат до градежна парцела на која ќе изградат сопствена куќа. Во наредниот период, како што се подготвува техничката документација, континуирано ќе продолжи да се објавуваат и останатите градежни парцели од локалитетот Јака, што може да се најдат и на веб страната на општина Илинден. Општина Центар ја започна реконструкцијата на паркот во Капиштец помеѓу улиците Народен фронт и Васил Ѓоргов. Овој зафат опфаќа површина од 20.000 метри квадратни. Граѓаните на овој дел од Капиштец се задоволни поради реконструкцијата и побараат да не се сече дрвјата. Жерновски им појасни дека не само што нема да се уништува зеленилото, туку ќе има и дополнителни нови зелени површини. Ќе се посадат 16 нови високи дрвја и на цела површина ќе се постават декоративни зимзелени садници со колоритни бои. Системот на поливање ќе биде автоматски од бунар. Тенденција на општина Центар за поливање на општинското зеленило да не се користи питка вода, туку техничка вода од бунар. Сите клупи во околината ќе бидат заменети со нови, ќе бидат поставени нови канти за отпадоци, 2 чешми за пиење вода и 2 подни фонтани. Од општина Центар истакнуваат дека на овој дел ќе се постават и 3 вида на осветлување: високо, подно и амбиентално. Осветлување сместено во зеленилото. А двете детски игралишта кои се наоѓаат на овој потек од улиците Народен фронт и Васил Ѓоргов комплетно ќе се реконструираат и ќе бидат доопремени со нови дрвени реквизити и безбеден гумен под. Нов изглед ќе добие и резидентниот кошаркарски терен, каде што жителите ќе можат да се рекреираат на нов кошаркарски под. Германија со 7:1 го победи домаќинот Бразил во првиот полуфинален надпревар на Мундијалот. Ова е само една од спортските информации кои следуваат веднаш по рекламите.